има закони кои според нив добро функционираат. Такви биле законот за образование, здравство, плюс казните сега биле поголеми. Не е работа само казните да се зголемуваат, не е работа само да се менуваат законите и да се вметнуваат одреди. Пред се треба ние сите заеднички да инсистираме да се почитуваат сите тие законски одредби, сите тие законски измени кои што се вметнувани во законите. Министрите признаваат дека има девијантни појави кои го уништуваат безгрижното детство, но за нив тоа биле само изолирани случаи. На повидок нов пакет реформи. Го повикувам представникот на Медјаши, господинот Драги Змијанац, како залата и до сите членови на Комисијата за труд и социјална политика при Собранието на Македонија. Моето излагање како сведок за состојбата со правата на детето го подготвив како дефинирање на проблеми, давање конкретни примери и конкретни препораки. Иако оваа година Конвенцијата за правата на детето ја слави својата 21 година од низиното донесување, сепак над 70% од децата во Македонија на училишна возраст не ги познаваат своите права. Ова го покажува истражувањето кое го спроведе првата детска амбасада во село Меѓаши на 2234 ученици на возраст од 10 до 18 години во 41 основно училиште и 24 средни училишта во 7 градови во Македонија, податоците ги обработи Брима Галуп од Скопје. И покрај бурните законодавни реформи и пишување политики, децата и нивните семејства, особено сиромашните деца и сиромашните семејства, ги пропуштаат основните права, правото на квалитетна здравствена заштита, правото на образование и право на учество и вклученост. Право на образование. Суставот на Република Македонија основното и средно образование се задолжителни и бесплатни. Идеално е целата популација да има завршено средно образование, но тешко остварливо затоа што во Македонија има 18.500 деца кои се исклучени од образовниот задолжителен процес. Ова е реалност и жална состојба која од наша страна повеќе пати ја повторуваме и се заложуваме сите одговорни лица во институциите на системот да вложат максимални напори да се подобри состојбата со вклучување на сите деца во основното образование. Децата кои не се вклучени во образовниот процес се најчести жртви на најлоши форми на злоупотреба на детскиот труд. Проституција, питачење, трговија со деца, детски органи и други форми на најлоши форми на злоупотреба на детски труд. Препораки. Без исклучок вклучување на сите деца во образовниот процес. Целосно спроведување на стратегијата за инклузивно образование преку развивање и спроведување на програми за инклузивно образование за деца со посебни потреби, стратешко планирање и техничка подготовка при креирање на образовни програми за инклузивно образование со вклучување на дефектолози во образовниот процес, промовирање на неформално образование кој ќе овозможи доквалификација, преквалификација за работни места кои се актуелни на пазарот на трудот и изработка на програми за стекнување на неформално образование кај децата со посебни потреби. Дополнување и измена на законите со цел да се овозможи на децата од 9 до 14 годишна возраст да може да се вклучат во воспитно-образовниот процес затоа што, според Законот за основно образование, не може да се вклучат во училишта со навршени 9 години. А согласно Законот за образование за возрастни, овие деца може да се вклучат во образование само со наполнети 14 години. Злоупотреба на детскиот труд. Иако Конвенцијата 182 против најлошите форми на детскиот труд е ратификувана од Собранието на Република Македонија 2001 година, сепак прашањето за нелегална работа, за злоупотреба на детскиот труд е нешто што воопшто не е истражувано и анализирано, а исто постои и негативно влијание врз остварување на правата на децата. Современите трендови на трудова експлоатација на деца кои се присилени да работат по улиците, по кафеаните, по ѓубриштата, изложени на екстремни климатски услови, насилство на улица, живот без елементарни хигиенски услови, тие се лесна цел на вовлекување во криминал. Децата го поминуваат своето време надвор од образовниот процес за да заработат пари. Причините поради кои децата се почесто се трудово експлоатирани се малиот економски стандард на голем дел од населението, сиромаштијата во семејството, исклучување на децата од родителите и други лица, низок степен на образование на родителите и децата и лошите услови за живот во домот. Пример.
Во 2007 година 13 годишно дете од Гостивар почина при работа во сервис за миење автомобили. Овој трагичен случај уште една потврда дека злоупотребата на детскиот труд во Македонија е реалност. Ова е драстичен пример за кршење на одредбите на Конвенцијата за правата на детето, Конвенцијата против најлошите форми на детскиот труд 182 и националните закони. Децата на улица. Има се поголем број на вакви деца за кои државата нема точно утврдена бројка. Наша бројка е дека ги има секојдневно на крстосниците 2000. Повеќе од нив се роми. И за жал нема напредок кон трајни решенија со кои се осигурува заштита на децата, пристап до образование и повторно општествено интегрирање. Во дневните центри што обезбедува заштита на децата на улица се обавуваат основни хигиенски потреби. Се бањаат, им се дава облека, еден оброк, основно воспитно образовни содржини. Но дневните центри не се трајно решение за обезбедување на нивните основни права на дом и образование. Потребно е да се обезбеди адекватна заштита и помош за закрепнување и повторно интегрирање на децата на улица и да се развие сеопфатна стратегија за справување со основните причини кои доведуваат до оваа појава. Многу често децата на улица не се сирачи, имаат родители и најчесто родителите се поттикнувачи во питачењето и препродавањето. Овие деца се двојно занемарени и од страна на државата и од страна на родителите. Постојат деца кои се невидливи во системот, односно деца кои без документација, поголем дел од нив се роми во Македонија, добар дел од нив не се здравствено осигурени, не се вклучени во образовниот систем, иако законите за здравство велат дека не смее да има граѓанин во Македонија без здравствено осигурување. Препораки. Формирање на прифатни центри во кои ќе се згрижат цели семејства, а со тоа ќе им се возможи минимум екзистенција, што ќе резултира со ослободување на децата од улица и нивно вклучување во образовниот систем, развивање на стратегија за поддршка на семејствата, подигнување на капацитетите на државните служби за заштита на децата на улица и директна интервенција и помош за децата на улица и нивните семејства. Детска злоупотреба, занемарување, сексуална злоупотреба, педофилија, насилство. Состојбата со насилството на децата во нашата земја е повеќе од алармантна. Насилствата врз децата стануваат секојдневни и децата се тепани, силувани, злоставувани, злоупотребувани. Податоците на СОС телефонот за деца и млади при детската амбасада покажуваат големен пораст на насилство, физичко, психичко, сексуално. Додека во 2007 година тој процент изнесувал 13,4, во 2008 е 39,1, во 2009 година е дури 48,2%. Пријавување на случаи на родоскрнавење, педофилија на нашиот СОС телефон за деца и млади и нашите бројни реакции за функционална заштита на децата од државните институции го подигна прагот на нетолерантност кон силувачите на децата. Казните за овие тешки кривични дела се зголемени на минимум 8, односно 10 години. Детската амбасада Мегеши позитивно го оценува донесувањето на националниот план за акција за заштита на децата од сексуална злоупотреба и педофилија и напорите на владата на Република Македонија за негово брзо и ефикасно спроведување, како и ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за заштита на деца од сексуална експлоатација и сексуална злоупотреба. Првата детска амбасада во седот Мегеши со цел посоодветно да се постапува со детето жртва на сексуална злоупотреба, педофилија и родоскрнавење предлага отварање на прифатилиште за деца жртви на сексуална злоупотреба, посебно згрижување на децата во првите 72 часа, зајакнување на згрижувачки семејства во другите градови каде не постојат услови за отварање на прифатилиште. Во текот на постапката за докажување на вината на сторителот, не смее да се дозволи соочување на детето со жртвата, детето жртва со сторителот, затоа што предизвикува дополнителна психичка травма, недоверба во ефикасноста и ефективноста на системот на заштита. Иако според Законот за малолетничка правда е предвидено детето да даде 2 до 3 максимум изјави, ние се залагаме тоа да биде една изјава и тоа во специјални скрин соби во присуство на судија, социјален работник, психолог, педагог, полициски инспектор, во цивилна облека, видеоаргументација која ќе се користи во натамошниот тек на постапката при докажување на вината на сторителот. 4 исчезнати лица само за 1 месец. Се трага по 4 деца исчезнати само за 1 месец, сите во рурални средини. Амбасадата Мегеши укажува дека децата од руралните средини и остиромашните семејства се најчеста мета на криминал со трговија со деца. Детската амбасада Мегеши апелираше до Министерството за внатрешни работи дека не треба да се исклучи сомнежот кај граѓаните дека се зачестеното исчезнување на деца е поврзано со трговија со деца и детски органи, киднапирање, организирана група нагребнувачи на деца заради питачење, детска проституција и порнографија. Пример.
Лицето XX е татко на две малолетни керки на возраст од 8 и 7 годишна возраст. Тој и мајката на децата не живееле заедно, а заеднички се договориле заради лошата економска состојба децата да ги сместат во интернат. Секој викенд од декември 2008 до март 2009 таткот одел во интернат и оттаму ги земал неговите керки, ги носел во неговиот дом, каде заедно со неговиот 28 годишен пријател сексуално ги злоупотребувал девојчињата, при тоа заканувајќи им се дека ако кажат некому ќе ги заколат. И покрај знаењето дека таткото е алкохоличар и претходно осомничен за неколку кривични дела, сепак Центарот за социјална работа дозволил децата да го поминуваат своето слободно време со таткото родоскрнавувач педофил. Насилството кое трајало 3 месеци, помалата сестричка го пријавила на еден од наставничката во интернатот. Следен пример. Мајката 29 годишна СД си губи својот 7-годишен син. 7-годишниот син напад кон болницата им подлегна повредите кои претходно со тврд предмет по главата и телото му ги нанесе неговата мајка. Пред да се случи грозоморното убиство биле поднесени повеќе кривични пријави против мајката за запуштање и малтретирање на малолетното лице, за кражба, за земање малолетник, за кој во неколку наврати се изрекувани дури и казни затвор. Од полицијата информира дека за ова дебело досие на мајката бил известен Центарот за социјални работи од Скопје. Тој не успеал да врши строг надзор над ова семејство и да го земе на време родителското право. За жал, потешката трагедија е одземено родителското право и задоцнета како мерка. Следен пример. Лицето ЈК, кој го повтори по трет пат ова дело, киднапира две деца штитеници од детскиот дом 11 октомври. Едно од нив го држеше во заложништо 23 дена. Најсвирепо се изживуваше врз детето, а одговорните од оваа институција не знаеа каде им се двете деца штитеници на 11 октомври. Никој од оваа институција не поднесе одговорност, а лицето ЈК, кој по трет пат го повтори делото, доби казна максимум за прв пат во Македонија 15 години. Ние баравме доживотна казна. Проблем. Нема сигурен третман за работа со педофилите додека излежуваат казната затвор. Нема сигурен надзор и нивно следење по напуштање на затворот. Не се пријавуваат во центрите за социјална работа, педофилите без медикаментозна терапија за контрола на либидото и нагонот, без надзор на Центарот за социјална работа и полицијата го повторуваат делото. Препорака. Со цел да се делува во рано превенирање и спречување на насилството и злоупотреба на децата, Комитетот за правата на детето при Обединетите нации и препорача на владата на Македонија да осигури континуитет, вклучувајќи и со одделување соодветни средства за бесплатна 24-часовна линија за помош, да ја признае како извор на информации и податоци за политиките и законите за правата на детето како алатка за рано интервенирање и спречување. Центрите за социјална работа треба да бидат поактивни на терен, да вршат увид во дисфункционални семејства, како навреме би детектирали и би превенирале можно насилство и злоупотреба на децата. За доцнетото одземање на родителското право, како родителот ќе го убие детето или ќе биде детето силувано, е непродуктивна акција на Центарот за социјална работа. Строг надзор и следење на семејството во ризик, поголема мобилност на социјалните работници на терен може да дадат одредени резултати за превенирање на состојбата во овие семејства во ризик. Судиите треба да